Почитувани гледачи, ви благодарам што сте на Слободен печат. Во продолжение ќе зборуваме за тоа што звездите зборуваат за Македонија во 2025 година. Каква година ја очекува нашата држава? По тој повод го поканивме Симеон Атанасовски, тој е ветски астролог, познат по неговите мощни прецизни предвидувања за Македонија низ годините. Многу мина од вас верувам дека ќе се израдуваат што ќе го изреализираме ова интервју. Пред неколку поточно од прилика пред две недели се договоривме со него затоа што тој кажа дека за ваквите истражувања потребен му е поголем процес, односно му се потребни повеќе денови за да може да се подготви. Не може од ден за ноќ да ни направи одредени прогнози. Па во продолжение ќе му посакам добре дојде на Симеон Атанасовски во Слободен печат. Ви благодарам што ја прифативте поканата да зборувате. Добре најдов напредок за утрински, да. Благодарам. Да, ајде да започнеме со тоа Македонија и политичката сцена. Многу мина ги интересира, па што вели 2025 година, каква ќе ни биде политичката сцена? Па знаете, ова 25 година е карактеристично што тамо некаде до месец мај-јуни, тој добрата, ајде кажеме, планета Јупитер поминува во полето, значи на знакот Митуна или Близнаци, и таа веќе нагласува секако вид на компаративни здружувања, сојузи, знаете, и разделби истовремено, и затоа е важен и за светот, па и за нас во Македонија. А од друга страна имаме едно влијание кое трае повеќе време, јас го навестив тоа со тоа што Сатурн, планетата на ограничување, полека веќе се позиционира на своето поле, значи на Кумба или Водолија во западната, во тропската астрологија познато. Ова влијание, значи, се осеќа на спората моторика на мускулниот дел и на она што значат работата на целиот физиолошки систем кај луѓето, и тоа допринесува генерално да се успорат сите работи. Јас ова влијание го навестив уште можеби пред, не знам, ајде да не претерам, некои од 7 до 10 години, бидејќи се очекуваше после 2020 година, 21 да Сатурн, путнувајќи од полето на Јарец, влезе во полето, нели, 2 години на Јарец престојува, потоа во Водолија, и да направи генерално во светот успорување или забавување на сите процеси. Тоа значи дека тој процес на Сатурн уште трае некоја година и пол во ова поле на Водолија, значи недека до 26-та крајот, а после тоа се префрлува во полето на Риби, и тука доаѓа, например, нагласено да ги отвара луѓето емотивно, да ги поларизира религиозно, бидејќи рибата, знаете, знак кој е врзан со верата и надежда, и така тоа влијание ќе се осети на светско ниво. Така да може да очекуваме дека во 25 година Сатурн повторно ги забавува некои процеси, меѓутоа, бидејќи во Водолија, тој прави и одредени револуции на таа технологија што е врзана со компјутерските вештини и компјутерските програми. Веќе при крајот на годината го отворија проектот на суперкомпјутерот Willow, нели, и фантастични брзини, нели, што се очекуваат од него во иднина, он се уште е во експериментална фаза, меѓутоа може да замислиме дека ова влијание на Сатурн во Водолија како ќе се развива во годините, и не очекува на тој начин еден, ајде да не претерам, обично го користат терминот квантен скок, али еден стварно голем скок во технологијата и достапност на граѓаните да се соочат со тоа што следува технолошки во наредните години како некоја голема револуција. Тоа ќе биде известно при крајот на годината, меѓутоа и не дека во периодот после пролета ќе се осетат некои тие бенефити. Значи ова влијание сепак е неповолно генерално на одредени регии. Ова влијание е застапено заради Сатурн пред се, кога поминува и во Јарец и во Водолија, историски од уште Октомвриската револуција до денес, секогаш правел, значи, такви некои транзицијски проблеми затоа што делува на глобално ниво, знаете. Така да може да очекуваме година која трговската војна ќе биде актуелна во светот. Ако зборуваме подетално за важните политички фигури во нашата земја, зборувам за премиер, за председателка, за министри и така натаму, можеме ли да кажеме што зборуваат звездите за овие луѓе и како тоа ќе се рефлектира врз нашата држава? Генерално, повторно 25 година делува на десните сили се посилни заради тоа влијание на Сатурн. И тоа влијание ќе биде уште 2,5 години онака присутно, без разлика дали се оние
они позиционирани во позиција или опозиција, меѓутоа и кај нас во Македонија тоа може да се очекува дека кај премиерот на пример ќе има добра агенда во определен дел од годината, на пример нивните зацртани што се планови за развој и така натака ќе ги да кажам ќе ги работат и проектираат на некој задоволително ниво, се до тој некој период можеби мартовски и јунски. Март генерално ќе донесе мала нервоза на финансискиот сектор и знаете во картата на Македонија познакот таму дека се е многу важен што е околу овен према едни карти, ако Македонија е јарец во ветската астрологија. И секоја што влијание мартовско во економијата, па и во политиката, март-април е доста важно. Така и оваа 25 година може да се очекуваат некои затегнати работи во економскиот сектор и можеби нагласеност на некои нови договори што ќе дојдат, меѓутоа и банкерскиот сектор тука повторно е вознемирен. Ако говориме на она што значи на внатрешна политика и надворешна, или она што е врзано со Европска унија, генерално се преклапаат некои нешта на повеќе министри во владата и во картата на Македонија, периодот крајот на мај до јуни, и тоа е доста затегнат период. Тоа може да се каже дека од тој период ќе имаме и најверојатно некои дебати по некои прашања дали да се прифрлат или отфрлат, позиција опозиција ќе биде доста, ајде да кажам, опонентна една на друга, значи нема да имаат некоја лесна резултанта да се договорат, а при тоа, например, и кај политичарите кои се од албанската провиненција, да кажеме пред се Дуи, например, и нивниот лидер, од тој период исто така ги очекува еден малку потежок период, значи збориме дека мај до јуни. Се ова говори дека не очекува прва половина на година која ќе биде релативно важна и таа ќе го рефлектира завршетокот на годината со тоа што ако се одговори добро на тие месеци пред се во мај до јуни на надворешен план, а додека февруар до март на внатрешен план, може да очекуваме дека и кај премиерот септември би бил подобар и генерално и за Македонија генерално, бидејќи до завршницата на годината овој Јупитер веќе влегува во полето на близнаци, создава веќе компаративни вредности со државите, зголемува трговија, комуникација нагласува со дел од нашите соседи зголемени, така да можеме да очекуваме некој развој. Така да ја мислам дека Македонија од некој пат на задување доаѓа до точка на можеби забавување со застанување и полека одење напред, и тоа е добро за населението и за помладата популација во државата. Атанасовски, она што сите не интересира е здравјето. Каква ќе биде 2025 година на здравствен план во Македонија? Две полиња генерално на нацијата се осетливи, бидејќи тие го третираат тој затворен некои простори каде што се болниците меѓу другото, меѓутоа не се само болниците, тука се други влијанија во мундан план на картата на Македонија, меѓутоа повторно доаѓаме дека ако говориме за здравствените релации, генерално имаме некои амплитуди кои се движат во некој нормален просек на годишно ниво, со тоа што политичките одлуки што ќе бидат во мајски период, да кажеме, ќе влијаат и на здравствениот сектор, а инаку на здравје на населението, знаете, повеќе овој Сатурн би влијал на костозглобните работи, на мускулниот тонус, значи долната регија на што се вели на телото, и тука ќе го осетат, например, пресценели постарите, меѓутоа и помладите истовремено можат во зависност таа натална карта кај секој поединечно да го осети тоа. Бидејќи Јупитер го менува полето од Бик, оди во полето на Близнаци, евентуално плуќните болести, она што значат од врат надоле до левото и десното белодробно крило, нели, може да биде по засегнато и повторно тие месеци мајско-јунски и евентуално крајот на годината, ноември-декември до јануари. Генерално треба, значи, населението да се припазува доколку во таа нивна медицинска историја
се покажува во циклусот на некои 19 години или на 12 години, евентуално на 30 години, тие се циклуси што го потикнуваат здравјето, да припазат ако се врзани со белодробни заболувања, кичмен дел врат или мускулен тонус на подколеница. Тоа оваа година може да биде поголема, ајде да кажеме, закана. На светско ниво тука доаѓаме да здравствената состојба може да варира и тоа е од регион до регион различно, знаете. Така да ние говориме сега за Македонија дека е добро да евентуално да се мудро реагира во политиката во месеците мај за здравствениот систем, ако има некои тука измени што ќе допринесат за граѓаните да нивното здравје стане, ајде да кажеме, по-добро, по-конзистентно во 25-та. Кога веќе го спомнавте светот, овде ми се наметнува прашањето, оваа година, последниве неколку години изминаа во знакот на војните, навистина крвави години за многу земји, па дали имам некакви предвидувања како ќе биде 2025 година во однос на ова прашање, дали конечно ќе се стави крај на војните и ќе имаме мир во светот? Ова влијание сепак е регионално, зависи од кој дел на светот го третираме. Обично Сатурн како планета е врзана, знаете, теоретски со земјите кои имаат поладна клима или да кажеме тука доаѓаат и Америка и Русија, генерално збориме на таа северен дел, нормално тука и би Калифорнија и другите делови сепак не би ги третирал така, али говориме нели она што е северниот дел на планетава Земја. Тоа значи дека земјите кои тука гравитираат може да бидат позасегнати, се додека ова влијание не се трансформира. Значи тоа е до 2 годишно влијание. Тука говориме земјите во таа паралела или во тој некој круг околу Украина и северно од Украина, се генерално понапнати и може да се очекува тука во таа нивна политичка игра да на моменти да бидат актуелни и да исчезнуваат, бидејќи јас и светот во 25-та го гледам дека повеќе на економски план војната ќе се префрли, меѓутоа нормално војните се тука некоја геополитичка резултанта што ја менува економијата и ако се отвори некој фронт на нови жаришта, тоа ќе бидат пали газ и некои такви пожарчиња кои може да бидат во дело Африка и евентуално ова политика, например, на Јупитер во Близнаци може да донесе и до некои договори, прераспределови политички во светот и на некој начин да направи дури и нови дуални држави. Знаете, пошто Јупитер во Близнаци прави сојузи, каде што некојаш било едно, па се станува две и така натака. Значи, да направат некои нови, настанат нови држави, во смисла, во однос на некој минато. Али, генерално, во 25-та може да се очекува за нијанса на моменти помирна година, бидејќи сепак ова влијание оди во, реков, се оддалечува таа точка на јарецот, а некои месеци ќе бидат повторно засегнати. Значи, во геополитички Америка, Русија, например, во периодот април е клучен, Украина, и тука, например, одма може да се каже, дури е таму нека неделата последна од април и околу 12 мај и последната недела од мај, се едни од најважните недели, да кажеме, во 25-та на политички план и на воен план во светот. И сега тоа е точка на договор или точка на продолжување на конфликтите. И тука најверојатно Русија и Украина ќе дојдат до некоја точка од која ќе треба да се види дали ќе биде повеќе мир или тоа ќе продолжи. Сепак ја мислам дека светот оди во некоја контролирана состојба на кризи, отколку да оди во некоја на нуклеарна апокалипса што некои од време на време знаат да истфрлат. Само имајте во предвид дека сите ние влијаеме на тоа во светот да настане мир или војни. Причина е што денеска нашата информација што ја даваме, алгоритмите на крај со вештачката интелигенција прават да таа е дел од формулата на отварање на теоретски на идни војни во светот. Пред се тоа Америка го има 10 години наназад према мене во своите воено-политички, например, планови и алгоритми. Така да сите ние тоа влијаеме со нашите зборови, со нашите мисли
И треба да размислиме дека светот према мене се појавува една нова економска категорија, тоа е дезинформацијата. Значи дезинформацијата ние треба веќе да ја третираме факултативно економски, бидејќи таа веќе станува дел од таа економска формула што влијае на војните во светот. Бидејќи дел од населението кога не знае презема да десните сили во светот, знаете, се го замав. Да, и уште за самиот крај, да го завршиме овој разговор на еден убав начин. Веќе ја знаеме годината на бојата на годината 2025-та, тоа е некоја кафенкаста нијанса, и така ќе ја опишам од прилика за гледачите, некоја какао нијанса, не знам, помогнете ми вие, него знам стручниот термин на бојата. Секоја година таа боја не случајно се кажува од Пантон и има огромно влијание врз животот на едно население, па како оваа боја ќе влијае врз Македонија? Пока се имајте во преди дека боиве што се на екранот, нели, што ги гледате, тука се некако отплика од таа нијанса и не е случајно. Јас често пати знам и преку тој израз да доловам за 25-та, така да дефинитивно заради тоа влијание на Сатурн, знаете, во Јарец, Сатурн кога е во Јарец, секаде ќе го најдете на нет, дека боите се таа на кафената гама, знаете, плавата и кафената гама. Меѓутоа Јупитер, вториот, ајде да кажеме, хронократор, кој влијае на боите, рековме дека од бик се префрлува во близнаци, а таму ја дава некоја бела, зеленкаста, сребрена, сива боја, знаете. Сега ние доаѓаме на микс на бои и боите зависат во секој месец посебно. Знаете, бидејќи планетите секој месец осцилираат различна фреквенција, тука доаѓаат и тие натрешни планети, кои исто така прават на одредена осцилација на бојата, да се промени на месечно ниво и да после суптилно да делува. За 25-та ние може да очекуваме дека овие бои што веќе ги навести, значи тоа е некоја пастелна кафена или да кажеме боја на светло какао или бела и дефинитивно зелена, сребрена, сива, само што говорам дека таа зелена може да оди за ревлението на Сатурн во втората половина на година да биде на онаја, ајде да кажеме, плаво-зелена или можеби на египетски плава, така да можеме да говориме дека бојата која ќе биде доминантна ќе даде повеќе комуникацијско влијание од типот и може да се заклучи дека на Македонија, бидејќи сепак ние сме комбинација на, ајде да кажеме, бои кои во ние сме сепак и планинска земја, нели? А сепак планините, иако имаат своја хортикултурна боја која е во зависност сезоната од светло кафена до темнозелена и така натака, ние и ја имаме и таа нијанса на годинава 25-та. Така да може да се надеваме дека оваа боја за Македонија генерално ќе направи некој раст и ќе допринесе на тие практични, рационални пристапи, ако се почитуваат и да се одрази релативно поволно. Нормално реков ќе зависи тоа месец крајот на мај и јуни, али генерално. Тоа значи дека оние што имаат близнаци, например, или што имаат во себе некоја водолија, можеби некоја Терезија, белата, зелената, зелено-плавата, кафената, окерастата боја, некоја светло и реков дека тие ќе бидат за нив поволни генерално. Тоа не значи дека кај другите нема се јави, бидејќи боите и на дневно ниво некојаш се менуваат во нашиот израз околината. Генерално мислам дека доминантна треба да се движи таа гама која е блиску сепак до Сатурното влијание, а тоа значи повеќе до кафената гама. Меѓутоа карактеристична, дали е сега тоа костен кафена, дали е тоа некоја она мечмалоу или ајде да не говориме за она боја што ја викаат сиво кафена, тука нека може би рекле дека таа боја ќе стане доминантна. И сега сите ние ова треба да знаеме дека нашиот израз во денот и во годината со нашата облека суптилно влијае на другите и некогаш нашето внатрешно расположение го одразува тоа. Меѓутоа, тоа некогаш планетите пак го продуцираат. Знаете, бидејќи таа осцилација на светлост, ако ќе падне на секој од нас и кога ќе се одбие, таа дава, например, одредена вибрација кој другиот може да го почувствува како активна, пасивна,
како неутрална и така натака. Ова значи боја ќе се одрази на повеќе на неутрален и комуникацијски дел и можеме да кажеме дека ќе биде релативно добра за некои знаци, знаете. Атанасовски, благодарам многу. Да, поведете. Да, благодарам многу што одвоивте време. Имаме уште многу да зборуваме. Ова е една непресушна тема за избор, но во интерес на времето овде ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за Слободен печат. Верувам дека овој разговор ќе биде интересен и за нашите гледачи. Да, благодарам на вас, пошто сме нели уште неколку дена пред крајот на годината. Може уште нешто да додам, па само јас што го изумив, што може би е важно. Последните 2-3 дена од годината сепак треба малку да се внимава во тие нели ајде да кажеме петарди што се употребуваат, бидејќи знаете баш последните 3 дена имаме експлозивна енергија. Ќе видите таа во Јужна Кореја, баш тамо во тој дел едноставно од 29 до 31 енергијата е неповолна генерално. Кај нас тоа значи дека оние што петардите треба се внимава на изгреј сонце и на зајди сонце, например, во тој дел на денот. Значи тука збориме од наутро до 10 сати, навечер од 5 до 7-8, кога оваа енергија е максимална и таа интуиција слабе да може да се случат некои незгоди од тој тип. Така да еден совет да се внимава, нели, повеќе. А што се однесува за гледачите, поздрав, се надевам дека ова ќе го искористат за нивно добро, среќни празници, берекет на 25-та за сите нас и да се слушнеме со добри вести. Дај Боже да е така. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време и секое добро, се слушаме и гледаме во 2025-та. Благодарам, пријатно. Поздрав. Пријатно, секое добро, почитувани, вас ќе ве поканам и понатаму да останете со Слободен печат.